Барате долго време средба со премиерот, со председателот на собранието, координаторите на пратеничките групи. Средба за разговор. Законот за облигациони односи и законот за извршување. Што точно барате од овие политичари? Ние бев заставени во една голема дилема и размислување, откако се случи укинувањето на законот од 2023 година, кој се однесуваше на застарување на побарувањето, односно застарување на долговите, кој беше донесен во собранието во јули 2023 година, кој не се спроведуваше од страна на извршителите и голем број на судиите. Да. Што е спротивно со Уставот, знаеме дека според Уставот сите се должни да го спроведуваат законот, посебно кога се работи за службени лица. Значи тука имаме работа на дуална природа кај извршителите кои се и службени лица од страна на државата, кои се и приват, еден вид на концесионери. Додека пак судиите се службени лица, нели? Но некои судии се одважија па го применуваат, но тоа беше мал број од судиите. Што се случи? 9 месеци траеше таа агонија на неприменување на законот. Јас не знам како изгледа тоа, кога не се применува закон. Многу чудно, самиот Уставен суд во јануари 2024 година го по иницијатива на најголемите доверители во Македонија, меѓу кои, да не ги набројувам, Сојузот на банки, Стопанска комора, Евана, сите овие големи комори, комора на извршители, адвокатска комора и така натаму, бара да се повлече законот, односно да се укине законот за страна на Уставниот суд. До Уставниот суд донесе еден вид на решение во јануари 2024 со кој се согласи со тоа дека ние сме, односно не ние тука, дека собранието е во право во контекст на уставност на тој закон, така, за застарување. Тука беше најпроблематично застарувањето, кое, да бидам децидна, застарување од 10 години од моментот кога предметот доаѓа кај извршител. Значи правиме молбата за издавање на извршна исправа и 10 години крај. Значи во тие 10 години извршителот треба да го подмири долгот. Така, дали се работи за заемна банка, дали се работи за водоводи, така натаму, тоа е сега во моментов ирелевантно. Но што се случува во Македонија? Во Македонија се случува еден многу голем проблем. Во веќе 9-тиот месец беше замрзнат законот од страната на Уставниот суд. За да во септември, мислам, 2024 година, беа укинати два става од тој закон, од тој член 368, број 2 и број 4. Во број 2 беше тоа 10 години од моментот кога доаѓа извршител и број 4 во кој тие сметаат дека се работи за ретроактивност. А претходно беше објаснето од страна истите уставни суди, речиси истите, плюс една уставна судика беше додадена во тој состав понатамошниот дел, не беа комплетни долго време. Ние знаеме дека не беа комплетни, они се составија некако, но ете така истите суди, сега не ги именувам, меѓу кои и председателот на Уставниот суд, тогаш не беше председател, го повлекоа. Значи ги повлекоа тие многу клучни, при што народот беше, граѓаните беа многу разочарани. Значи многу луѓе веќе дадоа барање за... Да, се извинам, само кој беше образложението за повлекување? Наводно дека е повредено правото на доверителите, дека е повредена правата сигурност на доверителите, дека тие не може да ги напатат долговите ни за 10 години најверојатно. Така мислеа. Оно образложение беше многу штуро. Затоа што ние присуствувавме на една седница кога ни објаснува истите уставни суди дека е во ред, дека законот можеби не е идеален, па не постои идеален закон. Значи во законот секако дека има делови, во сите закони има делови кои не може да бидат по мерка на сите. Но има еден многу важен, круцијален момент кој сега сакаме да го покренеме. Ние веќе имавме барање до премиерот за прием, за разговор на оваа тема. Нели владата може да реагира. Слушам дека веќе се подготвува некој граѓански законник, бидејќи ние во Македонија немаме граѓански закони. Кај нас има закон за облигациони односи, семејно право и така натаму, имаме повеќе закони, но немаме граѓански закони. Дека тие подготвуваат сега во 2025 година, подготвуваат граѓански законник во Франција 1804 година е напишан. За време на Наполеон е напишан граѓански законник, мислам. Добро, ние имаме специфична држава, да, држава 30 години имаме. Франција не може со нас. Да, но ние сме посебни.
Република Франција е под нас. Која е целта на нашето барање? Целта на нашето барање е повторно да се извршат интервенции во Законот за облигациони односи и децидно да стои и во Законот за облигациони односи и во Законот за извршување колку може да трае процесот на извршување. Че дека тој има една времена отсечка, како што е во Франција, како што е во многу држави, Холандија и така натаму, бидејќи тука постои, пазете што е најинтересно. Се уште постои стариот член. Застарување според судска одлука. Тој член, уште од времето на Југославија, па малку модифициран и ние го наследивме. Тој се уште стои. Во него стои застарување од моментот на додесување на судската одлука, апсолутно застарување 10 години. Значи, што се случи во Македонија? До 2011 година сите судски предмети беа префрлени од страна на судовите кај извршителите. И тука е настана правен хаос во правниот прокат. И не само правен, туку и кај граѓаните. Да, јас кажувам и економски и социјален хаос. Сега, што се случува? Од 2011 година до сега веќе има 14 години. Да. Сите тие одлуки се застарени, но они ги наплаќаат. Иако се по тој член застарени, да не се да враќаме нови што го кидале, по тој член се застарени. Но што е апсурдно во оваа наша прекрасна држава? Во моментот кога доаѓа кај извршител, предметот никогаш не застарува. Значи оди во бескрај. Што е невозможно. Значи не постои амортизационен план, не постои застанување. Да кажеме во овие држави што ги проучував, западливе држави, има едно застанување. Значи не може да оди понатак. Че оди до една бројка, така, че овде станува финансиски хаос. Тие всушност ги штимаат бројките. Тука доаѓаат, значи под побарување се подразбира не само основниот долг, туку и побарување кон адвокат, камата, која била дека е регулирале, но имаме манипулативни трошоци, провизии кај кеш кредити во овие што се квази банки, псевдобанки, дали што се појавија. Нели се појавија еден феномен во Македонија како казината и одложувалниците кој го ерозира, го уништува општеството во Македонија, комплетно го еродира. Значи се работи за една појава, за еден феномен кој го држи граѓанството во Македонија во должничко робство. Сега ова би го компарирала со кредитот што го земаме сега од Обединетото кралство. Ние сега стануваме најверојатно бидејќи не ги знаеме каматите, која варијабилност има тука некоја. Има ли логика да не се знаат камати кога земате кредит? Никаква логика нема. Значи мора да се земе, истражував малку. Видов дека Ирска зела кредит од Обединетото кралство во 2010 година. Го зела но под одредени фиксни камати, одредени транши и го исплатила до фунта. Значи се работи за они го исплатиле во рок од 10 години, но помало од овој нашиот, некој мислам дека 3,3 милиарди евра беше тој кредит. Дојте, барајќи јас ја најдов Ирска, која направила некој добар договор. Значи многу е важно ти да седеш правно економски да биде тој договор добар. Значи не може ти да не знаеш како странка кога влегуваш во банка. Да ти каже банката, ќе видиме, може 2026 година каматата ќе биде 4%, па потоа во јули ќе биде 8%, не знаеме. Зависи од тоа каква е инфлацијата, не може тоа така. Значи одиш ти на фиксна камата, па се прави, нели, ануитети се прават, па рати се прават, и тука доаѓа до еден во економијата, тоа се вика амортизационен план. Тоа секој економиста го знае. Значи во начин, во стилот на наплата во Македонија, никаква амортизација нема. Не застанува тоа. Значи тоа само продолжува. Зошто? За да некој криминално се богати. Значи го нема ова никаде. Во Словенија го нема, например. Во Словенија има еден доста добар закон за облигациони односи. Тие дури, речеме, надвор од ова, водата е, нели, како во самиот устав е водата, како национално богатство. Како национално богатство. Ние одеќе ни се случи за Чебрени галиште, сега може да е надвор од тема, до е блиску, може да ни се случи водата да ја изгубиме, да кажеме, во тој дел, поради многу лош договор, кој најверојатно ќе го направиме. Ние лани имавме еден понуда за еден договор, кој исто беше лош. Добро, се ветуваат многу договори за... Ама еве, компарација да направам. Како Македонија може да стане должна бескрајно, со овие 6 милиарди. Бескрајно должна. Да се влезе во должничко робство, како што на микрониво, еден граѓанин во Македонија е бескрајно должен до својата смрт, а и после смрт. Со овој, ајде околу овие 6 милиарди, па ќе се вратиме на темата со извршителите. Да компарирам. Но многу е важно
да се каже на граѓаните дека всушност нема Македонија да биде должна, дека тие ќе бидат должни, дека кога ќе се зголемуваат цените на производите, на продуктите во маркетите, на парното, на струјата, водата, тоа ќе биде всушност ќе се наплаќа и на тој начин. Значи, најверојатно предпоставувам дека ќе плаќаме некоја камата која нема да биде 3% или 4%, него доста повеќе. Ќе зависи најверојатно од тој кој е главен го приказа да тоа е Обединетото кралство. Значи, сигурно ќе има клаузули кои нас нема да не се допаднат, отпосле кои ќе ги видиме. Значи, во тој договор сигурна сум, бидејќи гледам дека сега да не навлагам во тие разговори околу бегалски кампови, имигрантски кампови, така натаму. Тоа прилично ксенофобично било. Потом, значи ќе видиме за што се работи, дали, но еве за тие капитални проекти, нели, зборуваме за пругата, зборуваме за чебрени галишта, кои нели се ветуваат како такви, па не знам и плюс ќе се градело плюс инфраструктура и така натаму. Повторно се враќам на оној момент. Тој кредит ќе дојде во транши со различни камати, колку што разбрав. Да. Се официјалните лица. И непознати камати. Кои се за нас нетранспарентни. Како јас можам да земам кредит, а да не знам колкава камата ќе имам на тој кредит? И кои се условите на враќање на тој кредит? Па може да се случи 2 рати да закасниме со 2 рати. Па ние ќе добиеме тешки пенали на тоа. Кој ќе го плаќа? Да се вратиме на тоа, кој ќе го плаќа тој кредит? Па ќе го плаќа народот, граѓаните. Значи, ќе се дигне можда ДДВ од ова што е сега, нели, на основни продукти, на храна. Значи, храната ќе биде до плафон, ќе бидеме најскупата држава во Европа со прехранбени намирници, продукти. Второ, ќе се дигне сите потреби што ние ги имаме како луѓе. Ќе почнеме најверојатно да губиме и дел од земјишта, од државното земјиште. Значи, тој што е, значи, тие комерцијални банки, кои ќе влезат во облигација со нашава држава, значи, тие комерцијални банки си имаат побарувања, така. Сега, ова го зборувам во контекст на паралелата, нели, должничко робство, ние нема да вратиме 6, ќе вратиме 15 милиарди. Добро, луѓето, граѓаните, дали 15 милиарди ќе вратиме. Да, дали се свесни за тоа дека трошокот е на нивна сметка? Сите овие камати и задолжувања се на нивна сметка. Мислам дека народот воопшто не е свесен. Свесен затоа што народот не е свесен за своите лични сметки и начинот на кој ги плаќа, еве сега во моментот плаќаат по 10 пати за своите лични сметки, значи плаќаат од 1000 денари 10.000 денари, 100.000 денари, им се зема имот за 2.000 евра заем, че тоа треба да бидат свесни. Тука да водат правна битка. Тие не водат правна битка на микрониво, на локално ниво. Не верувам дека овој народ е едуциран и свесен, дека ова што му се случува со овој кредит кој е макроекономски, кој задира во секоја пора на животот, дека ете може Македонија ќе влезе во тешко должничко робство. Не може, но најверојатно ќе влезе, бидејќи како ќе го вратиме ние? Веќе имаме унгарски кредит од 1 милиарда, а се наговестува дека ќе имаме уште еден унгарски кредит, ќе имаме 8 милиарди, па тоа ќе биде неге 18 милиарди, Бог знае колку. Не знам ни колку. Да, не можам тоа се предпоставки. Тоа е чиста хипотеза. Околу извршителите и должничкото робство, колку луѓе се засегнати? Засегнати се вака. Тие што плаќаат редовно, да. Има луѓе што редовно извојуваат 1/5 или 1/3 од плата или пензија. Немам официјални податоци, но тоа е не помала бројка од 300.000 луѓе. 300.000 барем ако ништо друго извршување. Може да се помалку луѓе, тоа е преголема бројка. Блокирани се огромен број на луѓе, значи 250.000 се може да блокирани. Тоа не се сега луѓе, тоа се сметки, може да има 3 трансакцијски, па се рачунаме дека ете 200.000 луѓе тие се иселени од Македонија, голем дел од нив, или се во сивата зона. До нашето барање да се стави рамка на тој период на извршување. Значи во Франција не постои дистинкција, во францускиот закон, не постои дистинкција помеѓу, тоа е интересен закон, значи они имале едно време бил 30 години било застарувањето, па го сигнале на 10. Значи напред, да не влезе народот во должничко робство, значи мора да се оди напред, имаат немири по улици. Значи тоа се посебни демократии, не можеме ние со нив. Имаме анимозитет кон Западот, ама Западот е за некои работи многу стари демократии се. Стари демократи. Да. И се постои еден момент. Тие влегуваат во тоа да ниеден граѓанин не се почувствува загрозен, па дури одат и на опција на личен банкрот или личен стечај на физичко лице, значи тоа го има во повеќето држави,
вклучително и Соединените американски држави, но ние да се држиме за Европа, бидејќи ние сме поблиску до Европа во многу работи, нели? Не можеме ние со Соединените американски држави. Личниот банкрот или личниот стечај, ако ви интересира за тоа да ви спомнам, се уште не сме зрели да го спроведеме, бидејќи ако ти му го земеш на човекот единственото место на живење, ако има стечаен управител за тоа место, каде ќе го сместиш тој човек? Тој треба да спие во парк или кај родина. Тоа она што самиот уставен суд го проучуваш. Да. Значи они имаат тим правници, јас ги видов, не беа помалку од 20. Тим правници кои само ова го работеа 6 месеци. Компарира, анализира, значи науката е многу убава работа, не благородна. Значи ти кога се служиш со научни методи, добиваш резултат. Кога се служиш со шибицарење и со политички интервенции и со криминални интервенции, тогаш веќе немаме благородна работа. Значи во Македонија има криминална спрега. Јас тврдам дека поголем дел од овие луѓе кои се во таа криминална спрега, суди, извршителите се последни во списокот. Нотари кои дели нотарски акти имаме од пред 20 години, те молам. 20 години кај го има тоа? Кој е извршување тоа? Имаме, значи адвокати, имаме нотари, имаме суди, имаме извршители на крајот на ланецот кои велат вака дигаат раце, па дај да се договориме. Па како човек ќе се договори за долг поголем 10 пати од основниот? Сега се веќе рече, ама Ана, што направивте вие толку долго време се мачите? Значи ве направивте да уште во времето во 2018 година, времето на минатата влада, успеавте преку протести, притисоци, значи ние правите протест против таа влада, против одлуките. Значи протести пред Министерство за правда, да успееме да смениме 2 члена. Едниот член беше поврзан со отплаќањето нели на долгот да не биде поголем од 1/5 до просечна плата и пензија, а и да третира над просечна плата и пензија, со што помрднавте барем како ништо друго, буџетот на секој човек да биде колку толку подобар во текот на месецот. Така. Втората работа беше што тарифите им ги намаливте на извршителите, успеавте со голем притисок, тие ги немат, ама они пак не во тарифите. Они пак во провизиите, они си прават мини тендерчиња. Нормално недозволено се условно тендерчиња. Тие работат со доверителот. Значи тие одат со доверител, да некогаш не постои ни доверител. Некогаш тие ги препродаваат долговите на овие продавници на долгови, односно препродавачи на долгови. Ги има неколку во Македонија. И сега човекот доаѓа, граѓанинот доаѓа вели, па јас не сум должен на овие. Јас сум должен да кажеме на Евана, например. Но Евана, ете, кај извршителот бил долгот е продан за многу помали пари, замислете некој да ви продава долг. Тоа е лихварски метод. Тоа е тежок лихварски метод. Замислете некој дел од телото да ви прода, додека вие спиете да ви исечат прсти и да го продаде прстот. Тоа така го гледам. Ова се луѓе кои, веќе, да не бидам патетична, но морам да бидам реална. Луѓе кои добиваат тешки срцеви заболувања, значи кардиоваскуларни, имаат изливи, онколошки заболувања, токму ради тоа што отплаќаат долго време виртуелни долгови. Човекот знае и инстинктивно, и интуитивно дека нешто не е во ред. Не мора да е правник. Знае дека нешто не е во ред. Значи не мора да е правда, ја велам дека овие работи треба да се учат во средно училиште. Значи, во средно училиште, кај нас обавезно, нели? Средното, треба да се учат пренаплатување, да се знае што е семеното право да се знае. Значи, малку повеќе предмети да има. Значи, не е само програмирањето предмети, информатиката. Туку и овие работи... Финансиско образование. Не само правно-финансиско. Правно-финансиско. И тоа од прва година. А може и во 8 во 9-то. Значи, они имаат нешто како граѓанско општество, или како граѓанско, како би се кај тоа граѓанско општество, но они мораат да имаат вакви конкретни, јасни, значи мене деца на некој, да речеме, условно ги нарекувам должници, за мене веќе тие луѓе не се должници. Деца нивни кои имаат под 14-15 години ме прашуваат што е ова што плаќа. Тоа се жртви на неправдата. Но тие се свесни жртви на неправдата. Да. Тие веќе се освестуваат и гледаат дека родителите плаќаат нешто што од нивна уста се зема. Значи, на тоа дете треба да му се купи компјутер, треба да му се купи, да се образува тоа дете. И така, тоа дете гледа дека нешто не е во ред. Дека мајката е вознемирена по цел ден, или таткото се... Да. Сега, тоа што не добивте одговор од премиерот и од... Немате никаков одговор? Никаков. Добро. Чудо не видам. Значи, сите пред сите претходни, вклучувајќи и онаа ВМРО претходно,
Значи, преме мојбет нели беа на власт тие до 2017 година, така? И од нив одговор сме имали. Од тоа ВМРО да помине на власт. На Груевски. Тоа, Режимот и на од тој Груевски, Да. да кажем. И од овие што беа претходно на власт, дали се сменија премиерите, не беше ист премиер цело време, па имавте и ковид криза, ајде да земам и таа ковид криза, као една околност која нели надвор од се излезе, тогаш бевте тивки, немавте ни протести, немаше ништо, тоа траеше 2-3 години, не беше малку. Но тоа уште повеќе ги продлабочи проблемите. Па имаше до време да не се плаќа камата, така издействува, нели, владава издействува како еден лек специјалис за граѓаните, но потоа се дојде каматата, била ѓаволот повторно доаѓа, нели, по своето. Какви се тоа камати? Какви се тоа провизии? Како изгледаат тие долгови Ма со тоа каматите? јас Претходно кажавте од 1000 евра може да станат 10.000 евра. многу лесно. Да. Многу лесно. И тоа објаснување, економско објаснување, јас како човек што се разбира еве у тие математичко-финансиско-економски проблеми, мене ме интересирало, дај ми сметка, дај ми пресметка, дај ми комплетно пресметката да ја видам финансиска каква е. Од првиот ден до последниот ден, у тие 20 години, речем. Човекот должи 20 години, според нив. Дадете ние да видиме. И тие ќе ми кажат, кај доверителот? А доверителот не ве прима веќе. Кога е даден веќе на извршител премето, доверителот веќе не ве прима. Тој нема никаква врска со... Значи морам да кажам, дека се нарушени темелните вредности, што е нашата иницијатива. Повторно ќе поднесеме иницијатива до Уставниот суд, овој пат да се разгледа повторно оној член во законот што уште постои, тоа е застарување на судска одлука. Каква побогу застарување на судска одлука кога извршувањето е вонсудско. Од 2016 година тоа е вонсудско. А сите судски предмети претходно се пренесени во кај извршителите до 2011 година. И тие не го користеа ни тој закон, не се применуваше. Сега сме влезени во една апсурдна, многу негативна состојба, во која не знаеш кој на кого му должи. Само едно знаеш, ги гледаш тие многу богати, дека се богатат екстремно многу и тоа се наштимани криминални пари. Не велам дека поединци не оделе по судови, па не го обжалиле тоа пренаплатување и не добиле, јас сум ги видела тие одлуки на суд. Значи и на основи на апелација сум видела, имало луѓе кои добиле. Се труделе, правеле, 100 пати пробале едно исто, па со нов доказан материјал, но многу малку се тие. Значи основниот обвинство е пренатрупано со кривични пријави кон извршители, адвокати внутре, суди и така натаму. Дороже судски совет, и судски совет има како. Се е во фијука, знаеме како функционира. Тоа е се затворено фијука кога политиката ќе реши, значи кога ќе реши претходниот премиер, сегашниот премиер, некој министер, кога тие ќе решат. Или кога ќе реши Стопанска комора. Еве, во моментот осеќам дека Стопанска комора е поважна дури од премиерот. Во овој момент. Тоа го чувствувам дека некои големи корпорации се поважни од премиерот. Дека премиерот е многу подоле во хиерархија, а они се многу повисоко. Олигарсите се, олигарсите, сега изгледа че влезат и странски олигарси. А на тие не ќе можеме ништо, не ќе можеме. Нашите закони воопшто не важат во тие држави. На крај сме благодарам што бевте гостин. Благодарам јас.